Добре дојдовте во денешното последно издание за оваа недела, а денес воедно е последниот ден од пролетниот вински фестивал. Но пред да се опуштите на музиката на DJ Гоце, ве потсетуваме како беше за време на настапот на Brass Brothers. Погледнете. Може би Битола важи за градот на клавирите, но овие дечки имаат повеќе симпатии кон дувачките инструменти, а пак нивното другарство прераснало во братство. Така што не случајно името на нивниот бенд е Brass Brothers. Brass Brothers се роди не е случајно, мислам, ние долго време се дружиме како другари сите заедно. И идејата се роди во Битола има недостаток на млади деца што ги познават лимените инструменти, така се роди идејата ајде да направиме нешто, некој состав, да презентираме пред се прво во градот во Битола, па после и пошироко за младите луѓе и општо луѓето се запознат со лимено дувачките инструменти. Таму дојде идејата, така дојде името Brass Brothers. А нормално е дека нема фестивал без нив, па како и претходно, така и оваа година. Brass Brothers има настап на пролетниот вински фестивал, каде повторно направија одлична атмосфера со нивните музички преработки, кои дефинитивно звучат поинаку, но работат ли на нивна авторска песна? Ова ни е 10-ти пат ни имат прашено да ќе биде Brass Brothers. Последното најверојатно ќе излезе авторска песна, така да очекувајте. Обично песните се слуша вокалот и музиката во Б-план. Значи нашата идеја беше да брас секцијата или музиката во позадина да истакнеме напред пред вокалот, за да дојде до муабетот да се промовираат тие инструменти и така натаму, затоа сега свириме кавери, што значи наредно да се очекува авторска песна, ќе се тера напред, ќе се снимаат работи, тоа е. Покрај фестивалите, Brass Brothers имаат одлична музичка агенда. Скопје сме секоја среда во пивница Стар град. Таму скоро и направивме една година кај што свириме, така да за скопјани и за сите други жители на државата кои живеат во Скопје, ги покануваме секоја среда да се дружиме. Браќа битолчани, но свират и за скопјани, па ги прашавме која публика е подобра. Секоја публика за нас е иста. Ние прво му пуштаме енергијата, после тие враќа така. Битна енергијата кај публиката, тоа е најбитно. Сегден е убав, сегден е убав. Кај што има добра енергија. Ја владееме енергијата, публиката не влада и нас, имаме публика, топ. Може би бевме на вински фестивал, но сепак дечките избраа Пиво! пиво или вино, Битола или Скопје, Brass Brothers направија одлична журка. А вчера вечер свој прв концерт го имаше групата ЕКВ Трибјут. Во продолжение разговараме со Луна како Маргита, но и Зоран како Милан Младеновиќ. Слушнете што тие имаат да кажат. Деца извода Белградски ЕКВ или Екатерина Велика Трибјут бенд. Проектот е создаден пред 2 години со идеја концертно да се одбележи сеќавањето на фронтменот Милан Младеновиќ, но и ЕКВ како култен бенд и нивниот музички опус. Деца изводе кој окупља уметники разних, да кажем фела, музичаре, сликаре, фотографе, видеоауторе, кои далje раде нешто инспирисани ЕКВ-ом. Скупили smo se i prezentujemo to na jednom, kažem, dešavanju kao što je večeras u Skoplju, gde imamo jedan kratak film gde može da se vidi malo kako je bilo nekad raditi sa Milanom Mladenovićem, poznavati ga i tako dalje. Onda dosta fotografija koje su radili naši članovi, inspirisani članovima EKV-om i sve pričom. Ima tu i fan video spotova i да кажеме шлаг на тортата би био тај концерт бенда. Но зошто името на целиот проект е Деца изводе? Деца изводе, у ствари е цела порука тог имена да smo svi mi deca izvode. Nije bend Deca izvode, nismo mi ovde, nego svi ti ljudi koji doprinose koncertima, svojim slikama, koji doprinose celom tom
sećanju na EKV, na neki te umetnički način ili samo zato što će doći i uživati u svirci, samo zato što vole EKV, to je neka ideja. Svi smo mi deca iz vode. Иако нивна цел е да се продолжи музиката на ЕКВ, но дали сметаа дека може да се постигне популарноста како што тие некогаш ја имаа? Pa ne, tribut bendovi, projekti nikad nemaju tu vrstu posvećenosti kao što je zaista pravi bend. Postoji naravno grupacija ljudi koja prosto ne prihvata da gleda nekog što svira drugo, ali zaista smo jako popularni, poprilično su nam popunjeni prostori, sale. Praktično smo od najpopularnijih tribut bendova uopšte da postoji i to nam je jako drago. Ne očekujemo sad nikakve velike hale, ali eto, klubovi za 1000 ljudi su sasvim dovoljno u većim gradovima. Членовите на овој состав се искусни врвни музичари, а заедничката страст према ЕКВ ги спои во овој проект и состав. Pa to je zapravo bila Šarčeva ideja, on je pokrenuo sve to, on je pravio zapravo 2-3 godine za redom to veče posvećeno Milanu Mladenoviću, gde su momci ostatak benda već svirali sa nekim gostima i tako dalje i onda su krajem prošle godine su pozvali mene da uđem kao magi. Imali smo opet veliki koncert u Mikseru u Beogradu sa raznim gostima i shvatili smo da je to jako dobra priča, da se ljudima mnogo sviđa, da se nama mnogo sviđa, da uživamo dok sviramo zajedno i u stvari nešto što ja mislim da je osnovni povod za sve ovo jeste to što svi mi iz benda smo odrasli na ovim pesmama i svi smo učili da sviramo svoje instrumente dobrim delom na njihovim pesmama i to je zaista neka svirka koju mi obožavamo. Svirati pesme Ekaterine Velike nije sama muzika. Svirati pesme Katarine Velike jeste prvenstveno razumevanje odnosa, međuljudskog odnosa. To je magija. Meni je stvarno čast da smo u stanju da iznesemo to na jedan svoj specifičan, poseban način. Verovatno što kaže Luna nas zato ljudi prepoznaju i donekle stvarno veoma, veoma ozbiljno shvataju i samim tim dolazimo do tog krajnjeg gde smo najoriginalniji bend koji radi pesme Ekaterine Velike. А дружбата завршивме со музика, односно младата уметница Луна Шкопелја ни отсвори краток дел како некогаш Маргита на клавиатура. Иако се трибют бенд, заслужуваат почит, па нека живее ЕКВ. Толку за денес, утре се гледаме во исто време на исто место. Имајте пријатна вечер.